иницијатива на граѓани кои што се засегнати од случувањата поврзани со ДУП-от и нерешените проблеми кои што ги наметнува општинската власт. Се организиравме со тоа што креиравме едно независно граѓанско тело кое што има за цел да понуди одредени предлози, решенија, да демонстрира конкретни ставови во однос на решавање на проблемите на жителите и граѓаните на Расадник. И самата иницијатива како таква, која што се вика Расадник на можности, треба да понуди хуман пред се однос кон граѓаните, хумани решенија, да се задржи елементарното човеково право, правото на воздух и правото на светлина, кои што се загарантирани според човековите права, и треба да понуди меѓу другото и решавање на тековните, односно постоечките проблеми. Јас сакам само да прочитам на кратко дел од барањата кои што ние како општина ги имаме. Тоа се бараме меѓународен конкурс да се организира за идејно решение за ДУП-от на Расадник со 3 предлог решенија. Ние до градоначалникот отворено испративме и понуда, односно доставивме барање дека ние како иницијатива сме спремни да ја покриеме комплетно реализацијата на тој идеен конкурс. Минимум 40% јавно зеленило, катни гаражи за решавање на стопинскиот хаос, детските градинки, меѓутоа не детски градинки, училишта и поликлиники под високонапонски далновод од 110 киловолти. И на нашето прашање дали градоначалникот би ги запишал своите деца да учат тука, ние не добивме никаков одговор.